господине Рамчиловиќ, вие бевте нападнат исто така, вие или колешката Санела Шкрелј, да. Шкриелј, дека имате збунет идентитет. Знаете ли што е тоа да се има збунет идентитет? Добро, пред да одговорам на ова, наистина би се надоврзал и на претходното прашање кое што го патите до сите нас, но секако и благодарност со ова што Цивил го прави во континуитет, во поглед токму на она што представува Македонија, односно дека сите, и тоа што го кажа и Мартин, сите сме луѓе, сите на исти работи се радуваме, за исти работи можеме да жалиме и да тагуваме, но за жал ние како пратеници, може би сме најповикани баш да делуваме во тој правец, но заради дневно политички и партиски интереси често знае да излезе ситуацијава, да не кажам и вон контрола, како што беше и случајов изминати денови кои што ги спомнавте. За разлика од моите колеги, јас бев, ова ми е втор мандат, така да поминав еден период на исто така да кажеме слична ситуација, односно нели додавката, уставните промени со кои што ја додадовме географската одредница на името на државата. И за разлика од тогаш, кога имаше навистина, да кажеме, имаше конкретна работа за која што можеме да полемизираме дали вреди, дали не вреди, она што мислам дека го спомна Мартин, дека историја, времето е најдобар судија, и по ова се покажува дека сепак и таа наша одлука тогаш што ја направивме, се покажа дека сме биле во право, односно со нашето членство во НАТО, што се однесува до сигурноста, безбедноста и сето она што е придонесот за државата се виде на дело, дури и сега истите тие структури кои тогаш исто така беа жучно против, сега и они се сложуваат со тоа дека тоа бил исправен чекор, и во даденава ситуација сега кога се случи, значи за жал поради тие дневно партиски интереси, буквално од никаде ништо, од нешто што на некој начин воопшто не со преговорачката рамка воопшто не се загрозува, да кажеме, идентитетот на било кој ни на македонскиот народ вклучително, туку само се потврдува, но сепак живееме во геополитички момент, меѓународни односи кои што се такви какви што се, каде што сепак светот функционира на компромиси и некогаш треба да се гледа по големата слика. А ние пратениците треба да сме тие, барем јас така ја сваќам својата работа, што треба да влијаеме, да имаме токму релаксирани односи во поглед на етничката, верската или некоја друга припадност, а не да се поведуваме секогаш по она што дел од граѓаните можат да кажеме дали изманипулирани, дали не, дали така и да кажеме и мислат, да се поведуваме по нив. Но тоа е уште првиот мандат ми се има случајно, не можам да не го споменам, кога за одредено прашање сме размислувале дека е исправно да направиме, ко случајов сметаме дека е исправно да изгласаме заклучоци со кои што ќе обврземе владата, со кои што ќе го поддржиме предлогот да започнеме преговори после 17 години, а од друга страна, ако видиме некоја реакција од јавноста, да се повлекуваме заради што некој реагирал. Ние мораме да влијаеме и врз свеста и совеста на граѓаните. Граѓаните немаат одговорност, ние имаме одговорност. И додека тоа не го разберат пратениците, дека искрено и суштински да го разберат, а не да кажуваме кога е во случајов ние имаме, избрани сме од народот, но сносиме одговорност за своите одлуки, меѓутоа тоа само го кажуваме паушално, а кога треба нешто да се направи чекор, тогаш се повлекуваме за да не се замери некој слично. Ова што се случи, јас само можам да кажам на вистина и можам не само на пратениците, честитки до сите граѓани на Република Северна Македонија, посебно до македонскиот народ, се види и вчера, буквално ние веќе конечно започнуваме преговори и во тој правец само можеме да нашето општество да добие, да се надогради во тој скрининг процес кој што ни предстои и сето она понатаму со преговорите кои што ќе даде огромен бенефит, каде што некои работи факт е дека имаме многу и проблеми во општеството и слично, но сето тоа позитивно ќе влијае. А другиот дел, она што го спомнавте, навистина во говорите буквално најмногу што боли, без разлика што не су македонец, што пратениците од опозицијата прават поделби помеѓу македонскиот народ. Навистина е тоа жалко. Јас, значи, постојано
со одредени манипулации, најмногу тој дел беше застапен на говорницата, со, да не кажам, не само обвинувања по таква основа, туку буквално се влезе и она, и некој си личен аспект и слично. А што се однесува до етничките заедници, дел од пратениците од ВМРО, ДПМН се обидоа да не изолираат нас другите, туку само да ја префрлат одговорноста врз македонците што се во таа коалиција, што исто така е, мислам, многу нелогично и многу погрешен потек, кој иде повторно, реков, во правец на поларизирање на општеството и кој што има далеку сежни последици, но дел од пратениците ги вклучија и другите заедници, вклучително и бошњачката заедница, каде што на говорот на пратеничката Шкриелј, на реплика на пратеничка Шкриелј, во контрареплика пратеничката Велика буквално рече она, да ние не сакаме нашите млади генерации и нашата иднина да има збунет идентитет каков што е вашиот. Дури мислам, не знам, не можам и да ја разберам, мислам што по тоа што она подразбира, бидејќи не може да се има збунет идентитет. Јас дури не можев како да реагирам, бидејќи на контрареплика или на било што друго, ни процедурално дека сме дел од пратеничка група, само едноставно не можев, иако внимавам на тоа, не сакам, не сум тој што довикува ни од место, ни од ништо, буквално ние треба да сме некој пример, а видовме, мислам, какви све примери има во собранието, да се чудиш едноставно. Само не можев да не кажам ало полека. Тоа ми беше единствената реакција во тој момент. Меѓутоа си продолжи пак у стил, ако вие не знаете што сте, мислите дека и тоа беше, мислам, зачудувачки, иако тука немам никаква потреба јас да некому сега докажувам или да зборувам и како историчар сега можам или воопшто и како бошњак да зборувам сега нешто околу својот идентитет, бидејќи навистина, мислам, е нелогично и за тоа можеме да зборуваме само на некоја научна конференција за одредени процеси да дебатираме, а не во собрание да се изнесуваат такви заклучоци и такви навреди. Тоа е буквално навреда од најниско можно ниво и не можевме да не реагираме. Драго ми е што најголем дел и од македонскиот народ и од сите граѓани го осудија таквиот начин на комуникација. Дотичната пратеничка се повика на своји титули, не знам, доктор на науки, слично, не е битно, мислам, јас сум доктор на науки, историски. Меѓутоа, за да бидеш човек не ти требаат титули. Тука завршува приказната, не барав ни извинување од неа, мислев дека партијата треба да се огледи, се уште го мислам тоа, бидејќи во ВМРО ДПМН има навистина, не е тоа став на најголем дел од луѓето што се таму, меѓутоа во дадениот момент ете не најдоа ни храбросни за тоа. Ништо не се огласи, единствено пратеничката меѓу другото што се повика на своите титули, кажа дека мислела на мислела на пратеничката група на СДСМ, па дури јас викам сега излезе уште поголем проблем. Ако мислела на целата пратеничка група на СДСМ дека има збунет идентитет, јас дури не само значи ги навреди бошњаците, туку и ромите, и албанците, и турците, македонците, кого имаме уште, власите, значи буквално во пратеничката група на СДСМ имаме значи од сите етнички заедници, значи сите ние имаме на некој начин во незината некој си одговор таму, фактички не сме сите дека ние имаме збунет идентитет, што навистина мора многу да внимаваме. Она што го кажавте и што служувам, што има огромно влијание за тоа што луѓето што се надвор, што пратат, што гледа, не знам, ние како да фрламе, не знам, мислиме фрламе камче, како да фрламе бомби кои што понатаму експлодираат во јавност. Имаме нели година и пол до отварање, до нели скринингот ни дава година и пол. Некаде овие месеци ќе се работи на отварање на уставот. Јавноста очекува дека и тогаш ќе има можности да се случуваат истите, ако не истите, барем сличните работи кога треба да се отвори уставот и во уставот да се внесат бугарите, хрватите, и уште некои етнички заедници така. И се очекува дека и тогаш може да има вакви тензии, ако не и поголеми. Како ќе се реши тоа? Мартин, извини, само нешто би се навратил, бидејќи го спомнавте тогаш, нели, 27 април. Јас бев тогаш во делот, мислам тогаш немаше да кажеме ни позиција, ни опозиција, се одовлекуваше нели целиот процес.
И навистина тогаш се покажа колку може да биде штетен говорот на јавните личности, на претениците врз граѓаните. И тоа треба да ни биде на сите лекција. Меѓутоа, кога го видов ова што се случуваше деновиве, пак видов дека за жал одредени структури не ја научиле лекцијата. Јас тогаш многу внимавав како дел од мислам легитимен процес дали ќе се разлекува, ќе се одлекува, мислам сето тоа се деловнички е во ред. Меѓутоа, исто така бев и повикуван да зборувам на тие собири што беа за заедничка Македонија. Меѓутоа не отидов за тоа што ниту еднаш, иако траја со месеци, за тоа што тука мислам не можете да идете против интегритетот на човекот е. Во прво прашање, бидејќи тогаш на тие протести немаше никој друг од другите етнички заедници. И за жал не ја научивме лекцијата, од тогаш повашто го гледам. Но пак свеста на граѓаните е поголема и мислам дека барем ова што се случува сега се види дека веќе не може да се создаде таква критична маса толку да се изманипулираат луѓето, но треба политичките елити едноставно да ја научат лекцијата. Верувам дека и со овој процес сега дополнително, ова сигурно и членството во НАТО влијаеше да сето ова дојде на едно ниво каде што буквално тие етнички поделби беа, по мене дури беа и заборавени. Сега со овој процес на скрининг и понатаму со преговори, исто така верувам дека дополнително ќе овозможи, кај што дефинитивно ќе се стави точка на такво злоупотреба на она што се тие луѓето сите што сме најосетливи на национални, верски чувства и слично, и дека едноставно ќе се бориме со она што го нудиме како програма со која што ќе им овозможиме на луѓето да се движат во еден правец, во друг, може и идеолошки во поглед, дали да кажеме, дали на конзервативните, традиционалните вредности, дали нешто други идеологии што ги застапуваат. Верувам дека ќе се движиме во тој правец. Се покажа сега дека веќе, не може да помине како тогаш. Не, ми беше случајов пред исто во знак на поддршка на процесот за почнување на преговорите, беше и известувачот од Бундестагот за Западен Балкан. И тука, меѓу другото, имавме средба со него, но излази со едно интервју кај што човекот и он беше вика за прв пат во животот се видел вика во парламент со вузели, вика како деца на утакмица и вика толку навреди и клевети не сум слушнал никаде во парламентот. И сега тоа на што Мартин го спомнува. Меѓутоа пак не знам, јас по мене многу е тешко да се освен тоа што не можете да најдете механизам, туку само е до интегритетот на пратениците. Вклучително, тука веќе се надоврзува, што се шири темата, може би изборниот модел го прави своето, односно пропорционалниот модел, листите и слично, и тука тоа додворување до лидерот секогаш доаѓа може би во прв план, за да бидеш во, како да кажеме, да си па така е за жал. Ако се навратиме тогаш за уставните промени, тогаш не се повикуваа на тоа. Најголем број, еден од критериумите кога ние анализиравме тогаш, пошто бевме како една повеќе здруженија кои што ги представував тогаш во делот од коалицијата, кога се одлучив јас да ги поддржам уставните промени, еден од тие критериуми, иако не е во ред, меѓутоа чисто те навлекуваат да размислуваш и на таа теза дека тогаш најголем број од македонците гласаа за уставните промени, но тогаш не се повикуваа на тоа. Меѓутоа ниту тогаш, без разлика дали се се знае демократијата, во случајов сите ние имаме исти права и обврски и тука завршува приказната. Но за жал на различни начини повторно се креираат поделби. Јас пак викам нека ме исправат пошто од ист образовен систем сме и не знам учебник што и во образование сум и ги гледам и дури некои што се професори во пратеници што се и они цел живот во образование, но тоа влијае на секој човек. Во сите учебници, ајде да не кажам сите, ама најголем дел од учебниците во историја, во самиот предгров, во воведот, прво што стои дека тој што ја знае историјата повеќе ќе ја сака својата татковина. Што има врска, дали некој колку ќе сака својата татковина, некој што има двојка и некој што има петка, повеќе ја сака историјата, ако знае повеќе за неа, мислам се дава прво идеолошки. А понатаму следи другото, имаш во сите стои учебници, например, дури тоа го има и во географијата, дека државата на македонскиот народ и граѓаните
И во случајов стои таму дека правата на националните малцинства и етничките заедници сега каде како е запишано, се според меѓународните стандарди, дури и повеќе од што предвидуваат меѓународните стандарди. И дете како дете, кога ќе учи нешто, ќе дојде во ситуација кога си македонец, ќе дојдеш дека си и дарежлив и жртва на сопствените сограѓани. Значи, јас сум дал нешто, никој никому ништо не дал. Сите ние сме тука едно исто. И тука треба да заврши приказната. Меѓутоа, еве, за жал, за тоа го спомнав образование, не можев да не го спомнам, бидејќи знам дека и тука лежи проблемот. И мора навистина да се ослободиме од работи со кои што ние во најмладите години на развој на едно дете, значи создаваме човечки капитал кој што значи и веројатно дел од пратениците може бидат по таа логика. Чекај, зошто ние некому нешто даваме? Пошто јас се соочив со тоа дека Македонија ти дава се. И јас на Македонија сум дал се. Буквално се што знам и умеам и што можам, најдоброто што можам да го правам било која работа што ја вршев, за просперитет на оваа држава, за просперитет и на моето семејство, мене лично, заедницата, на сите. Меѓутоа, мораме да тие работи да се некако да веќе да ги изфрлиме за да креираме здрав човечки. За крај, јас би сакала од сите вас тројца по една многу кратка порака, но за говорот на омраза во собранието, а и во него. Што би кажале за да го издефинираме како лични пораки, мислам, како пратеници, но и како ваши пораки, како личности? Што да се додаде навистина, говорот од омраза се дела од омраза и ние како пратеници во собранието мораме да поведеме повеќе сметка. Вака, кога зборуваме сите, знаеме да кажеме и во тој дел да сме единствени, меѓутоа, кога ќе дојде во прашање дневно партиски, дневно политички интерес, тогаш, за жал, се забораваат многу работи, но, ние секој на крај треба да размислува дека пратеничката функција и таа е минлива. И дека сите ние ќе се вратиме на своите професии кај што сме ги работели и предходно и така да од таа страна мораме и да мислиме и на тоа. Не треба да се, што се вика, да се заборавиме некогаш и во тој дел да направиме работи кои што утре може да придонесат, како што реков, кон поделби и во општеството, кон омраза помеѓу луѓето. Тоа никому не треба и никому не донело добро. Богатството на Македонија е тоа што токму различните етнички заедници, различните култури и сите тие вредности треба само да ги промовираме и верувам дека после ако не ја научивме лекцијата еднаш, верувам дека и сега се покажа дека сето тоа што се прави, значи немаат ни политички, нема да имаат бенефит никаков тие што размислуваат така. Друго што можеме дали ние во собрание ќе успееме да направиме механизми за да се заштитиме од говор на омраза, јас би сакал и тоа да го направиме, бидејќи за жал не само во собранието, него секаде, значи доколку нема прецизни правила, тогаш многу тешко на совест. Ако кај некој совеста го води, има кај друг што совеста можеби и нема, него некои други интереси и приоритети.